Љупчо Маневски, долгогодишен член на националниот ансамбл Танец, вистински влюбеник во македонскиот фолклор, основач на ансамблот Студио Фолклор, кој што годинава одбележува 10 годишен јубилеј. Неодамна се врати од Приштина, Косово, каде што учествуваше како член на светското жири на фестивалот Newborn Festival. Ова секако беше тема, утринава да поразговараме со Љупчо околу впечатоците и искуствата од фестивалот кој што се одржуваше во Приштина, но и да дознаеме какви се тековните активности и планови на ансамблот Студио Фолклор. Љупчо, добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро до сите ваши гледачи на Алфа телевизија, посебно на оваа утринска емисија која навистина е многу ценета и гледана. Благодарам. Летниот период е период кога навистина се одржуваат многу фолклорни фестивали ширум светот, а со оглед на долгогодишната традиција на ансамбл Студио Фолклор, но и твоите искуства преку танец, навистина имаш изградено релации со голем број земји и со голем број организатори на вакви фолклорни фестивали. Како всушност се случи да бидеш поканет и да станеш член од светското жири на фестивалот кој што се одржа неодамна во Приштина? Така, значи моето искуство што се однесува до меѓународните фестивали навистина е големо. Меѓутоа морам да признам дека за прв пат ова што го доживеав во Приштина, значи како член на меѓународното светско жири, навистина е една прекрасна организација каде што организаторите се потрудија, значи сите тие убавини на Приштина и околу Приштина, другите градови, да ги запознаеме, да уживаме во тие убавини. Значи бевме исполнети цел ден, значи не во многу случаи се случува кога одиш на фестивал, ќе те остават во хотелот и седиш во хотелот досадно. Ние верувајте дека бевме исполнети преку целиот ден, а сите вечери, 5 фестивалски вечери, бевме дел од оценувањето на тие 10 ансамбли кои зедоа учество на овој реномиран фестивал. Инаку, Newborn фестивалот е во организација на Светската фолклорна организација, ФИДАФ, а организатор е представникот од Приштина, кој е председател на својата држава за светската фолклорна организација. Впрочем, и тие со незиниот брат, кои се едни од најдобрите играорци во професионалниот ансамбл Шота, го организираат овој настан. Нормално заедно со голема помош на колегите и колешките од нивниот национален ансамбл Шота од Приштина. Колку членови имаше ова интернационално жири, односно од кои други земји покрај Македонија имаше оценувачи? Значи бев јас од Македонија, имаше член на жирито Украина, Панама, Италија и уште еден беше од една од републиките во Соединетите Американски држави. Значи 5 луѓе, 5 од различни земји во светот. Имавме навистина тешка задача да оцениме 10 ансамбли и од сите тие 5 вечери, оценувајќи ги, да ги извадиме најдобрите и да ги прогласиме најдобрите за победници. Ова година имавте шанса да видите како изгледа да се биде од другата страна, да се биде дел од жирито, за разлика од минатата година кога ансамбл Студио Фолклор беше дел од учесниците и беше оценуван од тогашното жири. Така. Како и сега, така и тогаш беше исто жирито составено од цел свет, од 5 луѓе од целиот свет, каде што повторно навистина многу стручно го оценуваат овој настан, овој надпревар. Значи ние минатата година со ансамблот Студио Фолклор на 2 годишнината од фестивалот го освоивме третото место. Навистина беше многу голема конкуренцијата, имаше и професионални ансамбли, значи беа поканети професионални ансамбли, меѓутоа ние успеавме да се носиме рамо до рамо со нив и да го освоиме третото место и таа престижна награда од 1000 евра.
И сега кога слушнавме за впечатоците од фолклорниот фестивал Newborn Festival во Косово, ајде малку да позборуваме и за студио Фолклор, кое што спомнавме дека успешно и активно работи 10 години и остава еден препознатлив белег пред се со стилизираните танци, стилизираните носи и по неверојатно впечатливите концерти кои што секоја година ги одржувате. Така е, Ирина, ние работиме наменски. Значи, во зависност од потребата на концертот. Ако треба изворно, значи ние сме спремни. Ние оваа година освоивме Гран При во Свети Николе, каде што исклучиво се игра изворен фолклор. Значи ние се адаптираме во секој момент, бидејќи навистина сме спремни, јас тоа не го кријам, навистина сме спремни во секој момент од потребите кои ни налагаат да се представиме, дали ќе биде соизворно, дали ќе биде стилизирано, дали ако треба да летаме и ќе летаме, значи ќе направиме. Впрочем, направивме ние заедно со мојата керка, значи танцот на сонцето, каде што ете еден проект за прв пат во Македонија, каде што на електронска музика со многу примеси на македонски инструменти и фолклорни чекори, ние дадовме, направивме нешто ново. Што беше поентата? Да го привлечеме младиот свет кој ја слуша таа електронска музика со примеси на фолклор, да привлечеме што повеќе млади деца, млади луѓе, за да го засакаат традиционалниот македонски фолклор. Ансамбл Студио Фолклор е добитник на голем број домашни и меѓународни признанија, кои се потврда сами за себе за квалитетот, одговорноста и професионалноста со кои што му пристапувате на фолклорот, на кореографиите и подготовките на вашите настапи и концертите. Пред вас наскоро стои уште еден голем предизвик, уште едно далечно патување и представување на еден многу престижен фолклорен надпревар. Значи, оваа година на самиот јубилеј на 10 годишнината на Студио Фолклор, представничката од Приштина на ФИДАВ ни ја врачи поканата на самиот концерт, поканата за Кореја. Значи, во Кореја овој фестивал веќе 20 години, сега јубилеј се одржува 20 години, а Студио Фолклор ќе биде првиот македонски ансамбл кој ќе патува и ќе се надпреварува во многу тешка конкуренција, ќе повторам, доаѓаат на тој светски фестивал и професионални ансамбли, меѓутоа ние ќе се спремиме, ќе дадеме се од себе, нашата држава, Македонија, да ја представиме како што само што ние знаеме и умееме. Дали се подготовките веќе во тек или ќе чекате да заврши летниот период, па ќе почнете со подготовки? Чекаме да заврши летниот период, веќе од крајот на август месец стартуваме со припреми. Сега сме со припреми со документи, бидејќи се бараат многу документи, виза за Кореја, да средиме со авионските билети. Морам да кажам за жал дека никој не поддржа во овој проект и дека авионските билети секој поединечно од членовите кои патуваат ќе се ги плати сам од својот џеп. Да се надеваме дека еве можеби и сега кога не слушаат представници на бизнис секторот, луѓе кои што ја сакаат Македонија и го сакаат фолклорот, можеби ќе ве контактираат, зошто да не и да ве поддржат на ова убаво патешествие кое што ве очекува, на кое што ќе го представите како и секогаш нашиот фолклор, богатата традиција, македонските ора и песни во неубаво светло. Се надевам дека ќе се најде некој кој ќе увиди дека ние работиме за Македонија, ние сите активности ни се насочени кон презентирање на нашата држава, на нашата пребогата традиција и култура, меѓутоа за жал секогаш кога ќе дојде тој момент за спонзорство, за помагање, многу малце се тие луѓе, освен морам јавно да ги пофалам Макс Стил, кои ќе не удостојат за тоа патување со тренерки кои тие ќе ги спонзорираат да бидеме облечени како една репрезентација
ете тоа се единствените кои ни излегува во пресад да ни помогнат за ова тешко и напорно гостување. И само за ваша информација, значи добив информација сега дека на сите настани, на сите настапи некаде ќе има од 30 до 50 илјади луѓе кои ќе ги проследат сите концерти. Ќе има 30 ансамбли од целиот свет, само 9 влегуваат во финале. Ние ви посакуваме успешен настап, а посакуваме во меѓувреме да има уште вакви позитивни примери како овој што пред малку го спомнавте, да се најдат луѓе што ќе го поддржат ова ваше патување и представување на нашата земја, а да сме живи здрави, ве чекаме кога ќе се вратите да ги споделиме искуствата и впечатоците со нашите гледачи. Еве на кратко да кажам, сите тие што сакат, мислам дали ќе бидат поединци или повеќе, добивме покана да гостуваме во Панама. Ајде тој што ќе помогне, ние ќе го земеме со нас да види нашата работа, како ние тоа го работиме и мислам дека сигурно со нас ќе уживаат и ќе дарат еден придонес уште повеќе во развивање и во ширење на традицијата и културата. Љупчо, благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу успешни настапи, концерти, уште многу награди и уште многу пати да представувате нашата татковина Македонија. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се вратиме со убави спомени, ако даде Господ и со некоја награда, па повторно да се видиме и сето тоа да го презентираме, да ви ги кажеме сите тие патишествија, доживувања кои ќе ги доживееме во Кореја.